Христос воскресна. Денеска е четвртата недела од Христовото воскресение и според писмата Христос по воскресението беше меѓу своите 40 дена. И мнозина го видоа и може би некои од вас се зачудија зашто 4 недели подоцна велиме Христос воскресна. Затоа што Христос навистина воскресна. И тоа не е нешто што е важно, битно само за Великден, туку основата на целата христијанска вера лежи на тој факт. Тоа е потврдата на нашата вера, потврдата на сите старозаветни пророштва. И Христос воскресна од мртвите. И ние сме во тој период кога се спомнуваме за неговото воскресение. Да се помолиме. Господе Татко наш, доаѓаме пред Тебе да Ти дадеме слава и да благодариме за сите Твои благослови. Те молам, Господе, да не благословиш сега тука, да не водиш во животот, Господе, да не поучуваш, за да можеме, Господе, да бидеме онакви како што Ти си не замислил. Те молам сега, Господе, биди со нас тука, отвори ги нашите срца, нашите духовни очи, Господи, да може да се поучиме од Твоето Слово. Во името Христово. Амин. Ние во Скопје проучувавме од Лука, завршивме Лука и почнавме со дела апостолски, така нас Великден ни дојде порано, текстот кога го проучувавме за Великден и текстот за 50-ницата повторно ни дојде порано. Се обидувавме, затоа што, не знам, повеќе од една година го проучувавме Лука и така се поклопи за малце. И кога станува збор за 50-ницата, која е најбитната работа, кои се двете најбитни работи за 50-ницата? Што се случи на 50-ницата? Не е реторичко прашањето. Што се случи на 50-ницата? Светиот Дух врз апостолите и тој ден го прославуваме како роден ден на што? Роден ден на црквата. И денеска сакам малце да зборувам за црквата. Во нашето проучување во Скопје помина Пентекост, Пентекост уште не е поминат, значи 4 недели помина, уште 3 ни требаат да поминат. Но сепак сме во тој период и често пати ние размислуваме, зборуваме, имаме предавања, нели, што е црквата, каква е црквата, каква треба да биде, каква била првата црква. И кога зборуваме за црквата, според мене, една од многу битните работи за улогата на црквата треба да го бараме во Ефешаните 4 глава. Иако самиот збор не се спомнува, вели вака, од 11 стих. И тој даде едни за апостоли, а други за пророци. Едни за евангелисти, а други за пастири и учители. За да се усовршат светиите за делото на службата, за изградувањето на телото Христово, додека сите не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот растеж. Рековме, иако самиот збор црква тука не се спомнува, но зборува за црквата, за службата на црквата. И вели тој даде, кој е тој? Тој е Бог. Вели даде едни за апостоли, други за пророци, едни за евангелисти, други за пастири и учители. Нема да зборувам за тој дел за службите овие, ќе зборуваме за останатиот дел, за да се усовршат светиите за делото на службата, за изградување на Христовото тело, додека сите неа
дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот Син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. И ако зборуваме за црквата, која е улогата, ние можеме да најдеме многу работи за кои што можеме да зборуваме. За различни форми, за различни видови на славења и за многу други работи. Но суштината на црквата е токму ова. Бог дава апостоли, пророци и така натака, за да се усовршуваат светиите за делото на службата. А кои се светиите? Светиите сме сите оние кои што веруваме во Христос, во Бог, кој што го имаме предадено нашиот живот. И улогата на црквата, без сите други работи, ако ги оставиме, е усовршување на светиите. Но не само усовршување само како процес само по себе, туку вели за делото на службата, за изградување на Христовото тело. Еве го зборот црква. Иако црква не е конкретно спомнато, Христовото тело. Тоа сме сите ние кои што веруваме, кои што го имаме прифатено Христос за наш спасител, и ние сме неговото тело. Црквата е неговото тело, а тој е главата на црквата. И можеме да го поставиме прашањето на поинаков. Што треба да прават светиите во црквата? Според овој текст е да се усовршуваат, да станат подобри. Зашто? За службата што им е доверена. И она што е исто така многу битно, додека сите не дојдеме до единството на верата, до познавањето на Божиот Син, до совршениот човек. Значи, додека сите. Тука е повторно акцентот ставен на заедништвото. Не е направено за да се тркаме, некои да отидат понапред, другите понатака. Целта е сите заедно единството да го направиме. И затоа дава Бог овие 4 служби, но не се само тие 4 служби, туку сите ние имаме некоја служба, имаме некои дарови. И сите ние треба да работиме на тоа. А како е тоа усовршување? До полната мерка на Христовиот раст. Или ако сакаме, може да го кажеме тоа зборче како христоликост. Да станеме слични на Христос. И сега е прашањето како да го направиме тоа. Можеме ли сами да го направиме? Дали ни е потребно нешто друго? Интересно е што и целите на Библијата се исти такви. Ако се сетиме на текстот, познат текст кога станува збор за Библијата, од 2 Тимотеева 3:16, вели и целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување и за поправање и за воспитување на правдата. Но зашто е тоа дадено? 17 стих, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое дело. Значи, овие две работи практично зборуваат за иста работа. За усовршување на светиите, не за да запреме во некој манастир, да седиме таму сами за себе, туку, што вели? За секое добро дело или за службата што Бог ни ја дава. Вели, значи, за да го достигнеме тоа, прво потребно ни е Библија. И вели, Библијата е благословена, вдахновена од Бог и е корисна за 3 работи. За поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правда. Што значи поука? Поука да ни каже што е добро, што треба да правиме. Поправа да ни покаже како да го правиме тоа подобро и изобличува да ни покаже што не е добро. И да не воспитува во правдата.
Сега, освен Библијата, за да можеме ние да се усовршуваме, ни е потребно нешто друго. А тоа се другите верници. Без разлика дали станува збор за овие 4 работи што ги спомнува директно текстот, апостоли, пророци, евангелисти, пастири и учители, или 5, туку сите служби кои што ни се дадени на црквата се дадени не за нас, туку се дадени за изградување за доброто на другите. И таа христоликост всушност представува надминување на телесното и да се оди кон духовното. И сега не мислам тука да се оди во манастир, да се остави само да се размислува, затоа што не сметам дека тоа беше идејата на овој текст и на Божјата мисија. Кога станува збор за усовршување, една од работите на која што ќе се задржам денеска е карактерот. И кога ние треба тој процес да го направиме преку другите луѓе, една работа е укажувањето и нашиот одговор кон тоа. Кога некој ќе ни каже нешто, дека нешто не сме направиле, или сме погрешиле, кај нас одма се јавува природното на човекот, одбранбен механизам. Чекај да ти кажам, не беше така. Не си разбрал, чекај да ти објаснам, да видиш. Природно е да се лутиме. Природно е на таквите работи да возвратиме со напад, со омаловажување. Кој си ти да ми кажеш? Или ќе станеме малце поддуховни, види си ја првин гредата во твоето око, после гледај раската во моето око. Но секој пат, кога некој ќе ни укаже, иако нашата природа е таква одма да објаснуваме, чекај да ти кажам, не беше така, ама чекај, не виде. Секогаш треба да размислуваме и да си оставиме простор. Каде може би јас тука сгрешив и каде има простор да се поправам. Еден стар проповедник бил искаран дека не бил баш најдобар, дека не ги посетувал луѓето подеднакво. И кога се сретнале, одговорот на овој проповедник бил: брате, во право си, моли се за мене. Бог да ми помогне да се променам. Тој не се обидувал да објаснува, да кажува, бил свесен за своите недостатоци. Но природниот и телесниот човек одма става маска дека се е во ред, дека се труди. Иако нешто не е во ред, тоа не е до него. Нешто друго си има. Дали другите потфрлиле, дали околностите се случувале, но во него нема вина. И не само тоа, може да се вклучи и во контраофанзива, затоа што, како велат, нападот е најдобра одбрана. Имаме во изреки многу такви текстови, ќе прочитаме само 15-12. Подсмевачот, тој не го љуби оној што го кори, тој не се дружи со мудрите. Навистина ни е многу непријатно луѓето кога ќе ни укажуваат на некои работи. Ние секогаш сакаме да живееме во една слика дека ние сме најдобри, најпаметни. Затоа нашиот народ вели, ако ги изнесат умовите на пазар, секој својот ќе си го купи. И кога зборуваме за растење, за усовршување, најчесто станува збор за меѓучовечките односи. Може би има дел да читаме повеќе Библија, повеќе да се молиме,
Но има многу стихови, не можеме сите да ги кажеме, кога и самиот Исус вели како можеш да го сакаш Бог кој што не го гледаш, ако го мразиш братот кој што го гледаш. Нас многу ни е лесно да го сакаме Бог. Не ни прави проблеми, не се караме. Супер е. Но проблемите настануваат помеѓу луѓето. И не само помеѓу луѓето нашиот однос со неверниците. Туку и внатре во црквата. Затоа Павле во 2 Коринтијаните 12:20 вели: зошто се плашам кога ќе дојдам да не ве најдам такви какви што ве сакам, а да не се најдам јас пред вас таков, каков што и вие не ме сакате. Да нема меѓу вас кавги, зависти, гнев, соперништво, клевета, гордост и немири. И ова не се карактеристики на некоја црква таму некаде. Тоа го има во секоја црква. И кај нас. И сите овие карактеристики што ги кажува тука Павле, се карактеристики на телесниот човек. На природниот човек. Сите ние сакаме да влегуваме во кавги, да се расправаме кој е во право. И често пати се караме за небитни работи, кај што не ни е битно нешто што е за подобрување, туку се сведува на тоа кој е во право. Ама јас ти реков. Имаме гнев, имаме соперништво. Да не зборам за клевети. Кога зборуваме за христоликост, кога зборуваме за тоа дека ние треба да се изградуваме еден со друг, е токму за ова. Да, треба да се поттикнуваме да читаме Библија, да се молиме. Но ако овие работи не се сменат, ако не работиме на нашиот карактер, на нашиот однос кон другите, првите две работи нема да ни помогнат многу. И често пати ние знаеме да се разочараме од другите. А што значи да се разочараме? Да ние не се разочаруваме од другите, ние се разочаруваме од нашите очекувања. Памтам, пред многу години, кога се обратив, и дома, како сите млади луѓе, можеби во тоа време не беше популарно луѓето да забегуваат по цркви, можеби денес има по многу работи забегуваат. И во тој разгар на верата, ја бев убеден, или имав такво очекување дека ако ми избркаат од дома, некој сигурно ќе ме прибере. Дека луѓето се должни да го направат тоа, дека нели ако се вистински христијани, ако ја читат истата Библија, ја што ја читам, за среќа не дојде до тоа. Но ние често пати имаме очекувања од луѓето и ние се разочаруваме кога тоа нема да се оствари. Секако некако сметаме дека другите се должни да ни направат нешто. И тогаш доаѓа до тие лутења, и до кавги, и до зависти. И што е најинтересно, кога ние така ќе се навредиме од некој, одиме и собираме поддржувачи. И други луѓе, кои што така се повредени на некој начин. И тоа станува некоја сила или некоја материја која што не држи. Јас сум скаран со Джеф, ќе најдам некој што е скаран со Джеф и ќе седиме, ќе правиме муабети. Леле, мене што ми направи. Леле, не да виш ти мене што ми направи. Леле, каков е овој, каков е оној. Ова не е тоа на кое што текстот мисли да се изградуваме. Да се изградуваме зашто, вели текстот? За службата, за секое добро дело. Тоа се тие работи за кои што ние, на кои што ние треба да работиме. Зборува текстот за зрелост. Вика, доека не ја постигнеме заедно мерката на растежот на Христос до зрелост.
Зрелоста, што значи? Зрелоста, меѓу другото, сега можеме да зборуваме за многу работи, значи, кога помагаме на некој, да не очекуваме враќање назад. Ние луѓето сме многу добри за таа. Кога ќе се разочараме од некого, одма ќе се сетиме, ама чека, јас ова ти го направив. И кога помагаме, треба да размислиме дали го правиме тоа ние со гордост. Се сеќавате во македонските приказни, има за некој човек сиромашен седел пред месара, се гледал, се мислел, не можел да купи. Поминал некој човек и рекол, ајде, ја ќе ти купам джигар. Добро, го купил джигарот и сега вика, слушај, ајде да не го носам јас, донеси ми го до дома. Вика, си помислил човекот, добро се човекот ми излего во пресред, ќе му помогнам. И како одел, кој ќе го најде некој човек, здраво, шо правиш? Абе, добар, вика, на овој човекот сиромашен му купив джигар. Добро, супер. Поратамо ќе оди некој друг. Здраво, шо правите? Денеска нешто расположен бе, вака му купив на човекот джигар. И како оделе, на сите кажувал. И на човекот му станува се по-непријатно и по-непријатно. И кога стигнале конечно до куќата, му рекол, супер, чим дојде тука, ајде сега тука дворот замети го. И овој се налутил на крај, како фала ти многу и за джигарот и за се. И го остел и си отишол. Често пати ние, кога правиме добро, некако очекуваме нешто назад. Си спомнуваме. Може би затоа Христос вели тоа што прави десната рака да не знае левата. Дали има една шега, тоа не важи за оние што свират клавир. Но зрелоста е да не го бараме своето. И зрелоста, еден од интересните текстови кои што го избрав за овој пат е познатата од 1 Коринтијаните 13 глава. Од 10 стих вели, но кога ќе дојде совршеното, ќе се отстрани делумното. Кога бев дете, зборував како дете, мислев како дете, расудував како дете. А кога станав маж, го отстранив детинското. И понатаму најпознатиот стих, сега останува 3: верата, надежта и љубовта. Но љубовта е неголема од нив. Нам ни е убаво кога ќе доаѓаме во црква, како што велиме да ги задоволиме нашите духовни и не само духовни потреби, но тоа не е основната улога на црквата. Улогата на црквата е да предизвика растеж, за да го оставиме детското, да го оставиме телесното и да одиме кон совршенството. Да ги оставиме оние детски лутења, ако не играте по моje, ќе си ги земам количките и ќе си одам. Не сакам да идеализирам, но се сеќавам на изреката, не знам од кого е, вели не сум тоа што сакам да сум, не сум тоа што треба да сум, ама фала Богу, не сум тоа што бев вчера. Еден друг аспект на црквата, зборувајќи за ова, е семејство. Ние се нарекуваме браќа и сестри. И сме такви. И едно семејство представува нека група на луѓе кои што се поврзани со нешто. Во природните семејства тоа се крвните врски. Дали секогаш во едно семејство сите се исти? Дали сите се сакаат секогаш? Дали имаат исти обврски?
Можеби таткото оди на работа, мајката исто, децата можат да си ја наместат собата, не знам, да фрлат ѓубре. И како детето расте, му се даваат поголеми обврски. И целта е, нели, еден ден тоа да стане исто така зрело и формира свое семејство. И сега може да се сетите на вашите деца или вие кои сте биле деца, дали секогаш имаме хармонија дома. Децата секогаш се задеваат меѓу себе. Некогаш некој дете мисли дека другото е посакано. Не знам како е, например, јас кога растев, имам сестра постара, веројатно повеќето ја знаете, и класичната, барем во тоа време, јас имам еден пар фармерки, 4 пати поевтини, од сестра ми, и секојаш беше одговорот, ама таа е женско. Нези треба повеќе. Не знам, не се сеќам дали сум имал, не, сигурно во некоја фаза сум имал некоја завист. Зашто, зарем не сме исти, нели? И тие се работи кои што се природни во едно семејство, како што расти и децата, како растат, се очекува да стануваат се посериозни. Истото е и во црквата. Ние доаѓаме во црквата како мали деца. На почеток можеби не знаеме што треба да правиме, што се очекувањата од нас, како изгледа богослужба или нешто, но ние треба да растеме. Да растеме, си помагаме меѓу себе. И бидејќи сите сме различни, таа помош не е иста за сите. На некој му треба повеќе помош, на некој помалце помош. И семејството е навистина битно. Иако имаме различни култури, во некои култури семејството е многу поставено на високо место, каде членовите си помагаат еден на друг и каде што семејството е на прво место. И затоа имаме она што го викаат непотизам. Ние се грижиме за семејството и сакаме да помогнеме во било какви услови. И затоа работат измамите, на најголемите измами во Македонија која е? Се јавуваат по телефон и кажуваат вашата ќерка, не знам, згази дете, дајте пари да не оди во затвор. И првата реакција наша е, леле, што треба ќе правам? Не е битно дали е крив, не е крив, што и да се случи, него битно е да работиме за семејството. Да се трудиме да направиме се. Има и други култури кои што не се толку ориентирани семејно, каде што обично децата заминуваат на 18 години и потоа старите завршуваат во старски дом. Да се вратиме на тоа, кои се концептите на семејството. Во семејството, нели, сите се поврзани меѓу себе, сакајќи или не. Кога стануваме ние дел од христијанско, од црквата, од христијанското, од Божјото семејство, и ние добиваме браќа и сестри. Некои ни се допаѓаат повеќе, некои не ни се допаѓаат помалце, некои ич не ни се допаѓаат, но тоа не менува. Тие се дел од нашето семејство, затоа што ние сме поврзани преку нашиот брат Исус Христос. Друга работа на семејството е да се грижат за потребите еден на друг. Луѓето во семејството одат чекор понатаму да си помогнат еден со друг. И третата работа е дека семејството често поминува низ различни предизвици заедно. Порано семејствата биле многу детни, нели, како што Бог уште на почетокот рекол, плодете се и множете се и наполнете ја земјата. Но кога станува за црквата, какво е тоа умножување? Како се постигнува
тоа умножување што Бог го наредил на семејството, тоа е прво со проповедање на радосната вест, за да можат мнозина да чујат, да поверуваат дека Исус е Божи син, кој умре за нас и да се помириме со Бог. И втората работа е дека црквата треба да ги привлекува другите со својот живот на посветеност и на љубов. Како што Исус вели, по љубовта ќе ве познаат. И сега, за жал, понекога се случува една разлика, една дискрепанца. Повикуваме луѓето да дојдат во заедница, во црква, привлечени од Бог, ако ќе дојдат тука, можеби ќе видат нешто друго. Дека ние не се сакаме баш толку колку што треба или како што сме замислени, да, тоа е точно и нема никогаш да биде, се до кога? Додека сите не пораснеме до зрелата, до совршеноста на Божиот човек. До тогаш ние нема да бидеме совршени, но тоа не треба да не биде изговор, туку треба да се трудиме. Изговорите, рековме, се дел од природниот човек, од телесниот човек. Наједноставно како да ги решиме проблемите, ќе си најдеме објаснување. Зашто тие не се или зашто ја не сум крив за тоа. Или ние тука, што викаме во Македонија, не е до мене. И за на крај сакам повторно да го прочитам текстот од Ефешаните, го што неколку пати го кажавме, но уште еднаш не е на одмет. 4 глава, 11 стих. И тој даде едни за апостоли, други за пророци, едни за евангелисти, други за пастири и учители. Зашто? За да се усовршат светиите, за делото на службата, за изградување на телото. Значи, усовршувањето на нас, верниците, е за да го изградуваме Христовото тело, да се изградуваме еден со друг. Тоа е нашата цел. И тоа ќе трае се до 13 стих, додека сите ние не дојдеме до единството на верата и на познавањето на Божиот син, до совршениот човек, до полната мерка на Христовиот раст. А за тоа ни е потребна Библијата и сме си потребни едни на други. Да се предизвикуваме, да се покаруваме, да се поддржуваме, да се радуваме еден за друг во успесите во тоа растење, во тој стремеж за совршенство. Тоа е еден процес кој што трае целиот живот и кога вистинската совршеност ние ќе добиеме само горе на небото со Христос. Но тоа не треба да не биде изговор повторно, затоа што изговорите се дел на телесниот човек. Тука е нешто кое што треба ние да се стремиме и не сме во сами во тоа. Тука е црквата, тука се луѓето кои што се со дарови, кои со задача да го прават тоа. Но и ние треба да сватиме дека не е тоа сите други имаат таа обврска за нас, освен нас. И ние треба да действуваме како што ни вели текстот, да се усовршуваат светиите, сите ние, за делото на службата, секој има различна служба, како Бог благоволи, но сите работиме за изградувањето на Христовото тело. Амин. Фала ти, Господе, за Твојата порака, Господе, да биде, да можеме да ја примениме, Господе, да се повикуваме на Тебе, на Твоето име. И да бараме, Господе, како ние можеме да се усовршуваме, како ние можеме да усовршуваме Твоето тело, Господе, црквата, според службите што Ти ни ги даваш. Во името Христос се молим. Амин.